Ние, како Здружение Визија, работиме 20 години секојдневно на проблемите поврзани со справување на насилството. Денешната средба ќе биде насочена кон промоција на анализа на состојбата и обезбедување на услуги одржливи за помош и поддршка на жени жртви на родово базирано и семејно насилство. Основна задача на истражувањето е да понуди препораки со цел унапредување на системот на заштита, поддршка и помош на жените жртви на родово базирано и семејно насилство во делот од Вардарскиот плански регион преку воспоставување на специјализирани услуги. Целта е преку процесот на застапување, која е во насока на превземање на конкретни мерки за воспоставување и финансирање на специјализираните услуги за жени и деца жртви на семејно и родово базирано насилство од страна на локалните самоуправи. Досегашните анализи, направени на национално ниво, укажуваат дека и Република Северна Македонија е дел од глобалниот проблем на насилство кон жената и семејното насилство, кое бара сеопфатен пристап. Тие ја намалуваат потребата на Република Северна Македонија за превенција, спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. Согласно на тоа, имајќи предвид дека се уште постојат празнини во националното законодавство. Нашата анализа ја изготвивме врз база на добиени податоци од релевантните институции од Тиквешкиот регион. Се направи споредба на состојбата на жени на насилство за 2020, 2021 и вториот квартал од 2022 година. Обработените податоци јасно покажуваат дека имаме нужна потреба од постоењето на специјализирани сервиси за давање на помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство. Преку добиените и обработените податоци направивме проценка за бројноста на овие специјализирани сервиси во Македонија, кој раководи со нив и како се финансираат. На крајот од анализата дојдовме до заклучоци и препораки. Заклучоците јасно ги посочуваат слабите страни поврзани со справување на насилството, а додека пак преку препораките потенцираме, нагласуваме што треба локалните самоуправи, Кавадарци, Неготино, Демиркапија и Росоман, да направат, кои мерки и обврски да ги превземат за намалување на насилството во нашиот регион. Има интерес за пријавување на случаи на семејно насилство во центарот. Досега сме примиле неколку жртви. Имаме подготвено квартален извештај кој што ќе биде доставен до општините, 4 општини кои што го финансираат овој проект, тоа се Демиркапија, Неготино, Росоман и Кавадарци. Сакам да се направи една разлика помеѓу пријавувањето во овој советувалиштен центар и пријавувањето во Центарот за социјални работи, да може луѓето да не гледаат како помош на услуги кои што ќе бидат помош и за жртвите и за центрите за социјална работа. Во нашиот центар акцент се става повеќе на самата личност на жртвата, на таа да се даде поддршка, придружба до институции и друга помош доколку е потребна, работа со психотерапевт, со социјална работничка или правни совети кои што јас ги пружам. А додека во центрите за социјална работа акцент се става повеќе на административно-техничките работи и се влијае на тоа жртвата на писмено да поднесе веднаш некаква мерка, да се донесе нешто, да се пријави во полиција. Тоа им става еден притисок на жртвите и затоа тие се отргнуваат од институциите. Во нашиот центар постои целосна дискреција. Центарот не бара податоци од жртвите, може да пружиме совети и телефонски, што и забележавме дека се повеќе телефонски се обраќаат за помош и советување, отколку лично присуство. А еве се најави како проблем патните трошкови од околните села, места да дојдат до самиот центар. Не сакаме патните трошкови да представуваат проблем во пружењето на услугите, може да се обратат кај нас и телефонски. Не бараме никакви податоци, целосна дискреција и можат да добијат помош, придружба до институции, се во нивна согласност и желба. Значи не се превземат никакви мерки без нивно барање. Има случај да една жртва дојде кај вас, ја добие поддршката, насоката како да действува понатаму, меѓутоа поради одредени притисоци назад во семејството,
да се повлече од понатамошна Да, постапка. има и такви случаи, нормално не правиме притисок, може една жртва 7 пати да пријави насилство. Јас со години работам на оваа материја, сум имала повеќе искуство. Не е нужно нели жртвата веднаш да го процесуира случајот и не мора да значи дека со самото процесуирање на случајот се става и трајно решение. Еве сега скоро имавме изречено времена мерка задолжително психијатриско лекување, но до нејзиното спроведување и сместување на насилникот во соодветна установа исто така треба време. Значи одлуката е донесена, па неколку месеци е потребно за истата да се спроведе. Во секој случај, ние во текот на тие процеси нудиме секаква поддршка на жртвата и влијание кај што може по институциите за да се смести насилникот во потребната институција. Колку се добива поддршка од институциите и кога веќе е потребно да се процесуира одреден предмет за одредена жртва, добивате поддршка, се работи веќе експресно, да кажеме, на тој случај? Па вака, кога започна нели темата за семејно насилство да се работи, тоа е пред многу години, се уште немаше воспоставено протокол за соработка, сега веќе нештата се променети. Мислам дека имаме убава соработка и поддршка и разбирање, не само со вработените во институциите во Кавадарци, исто и во Неготино. Вчера еве бевме и во Демиркапија и имаме соработка со институциите и треба и тие да го прифатат фактот дека ние сме еден тип на помош. Се правиме нели што може да се стори за да се виде нужната потреба од постоењето на овој регионален советувалиштен центар, за да можат и општините да го препознаат како потреба и да продолжат со нејзиното финансирање. Нашите напори ќе бидат вложени кон тоа да може да се пружи одржливост и во текот на другите години и да обезбедиме лиценцирање кај Министерството за труд и социјална политика, за да може и понатаму да се пружат овие услуги на жртвите. Денеска имаме промоција на анализата за достапни и пристапни специализирани услуги за помош и поддршка на жени и деца жртви на родово базирано и семено насилство. Нашата држава со ратификацијата на Истанбулската конвенција се задолжи дека во сите региони на нашата држава ќе бидат отворени ваков тип на специализирани услуги. Она што покажуваат анализите, не само за во Тиквешкиот и пошироковардарскиот регион, туку и низ целата територија имаме недостаток на шелтер центри, односно за солништа, односно имаме недостаток на кревети, односно нивниот капацитет е многу мал. Имаме недостаток на кризни центри за интервентно сместување на жени и деца жртви на родово базирано и семено насилство и исто така од специализирани советувалишни центри кои што ќе ги исполнуваат сите стандарди во согласност на наложувањата кои што ни се од Совет на Европа. За таа цел ние направивме неколку истражувања од страна на националната мрежа преку нашите локални партнери, односно локалните женски и граѓански организации, за да ја увидиме фактичката состојба, што имаме и каде треба да се подобриме.